Ако ги снема светулките од нашите животи, како ќе можеме да се распознаеме во ноќта? Ако во утрата сакаме да се разбудиме како подобри луѓе, како да ја ги вратиме светулките на ноќта? Младата ликовна уметница Надја Петровиќ низ своите дела порачува недостатоците кај себе и околу себе да ги совладаме, ако сакаме да бидеме подобри личности. Идејата за светулките настана со тоа што беше направено едно истражување и пробавме ние да направиме истражување заедно со одредени новинари и тука во земјата и надвор околу светулките и нивното исчезнување во последните декади од 90-ти па наваму. И истражувањето покажа дека загадувањето на средината глобално во целиот свет доведува до исчезнување на светулките и така се роди насловот за светулките. Под наслов на кршливоста на светулките е парадигма на човековите состојби, кој што сакавме да го поврзиме човекот, кој што е како главен елемент во моите дела, да го поврземе со светулките, неговата кршливост. Какви се овие луѓе кои што ги представувате? Колку се кршливи, колку се силни, колку се нешто помеѓу? Поентата на самите слики и на самите луѓе не беше да се прикажи кршливоста во негативен контекст. Затоа има доста и светли бои во самите дела, само да укажат на еден период, на една состојба која што е попратна. Изложбата Кршливоста на светулките е всушност проект кој музички го обликуваа браќата Тавитјан и нивните светски познати музички пријатели. Пораката е воздигни се во духот за светот да е подобар. Им оддавате почит на старите мајстори. Колку уметноста на старите мајстори во кои што човекот е главната тема беше инспирација за оваа изложба? На старите мајстори му оддавам посебна почит. Не сметам дека се моите дела и не се класифицирани како премногу реалистични, затоа што во изразот на кожата на ликовите има доста апстрактност и слободност на самата четка, како и елементи на концептуална уметност која што укажува на тие состојби и се вметнува во самите дела преку траки или други елементи, надписи, за да може да се поврзи како на еден модерен начин во самото дело. Иако му оддавам посебна почит на старите мајстори. Може ли да зборуваме за сите овие луѓе кои што се на вашите слики како за светулки? Па да, тоа беше компарацијата меѓу светулките и човекот. Изложбата на Надја Петровиќ, Кршливоста на светулките, е во музеот на град Скопје и ќе трае до крајот на март.